Едниот бетонски столб е веќе изграден. Се чека интервенција на ЕВН за дислокација на бандера, па ќе започне и градба на вториот столб. Со тоа ќе завршат големите работи околу изградбата на новиот мост кај старото медицинско училиште во Тетово. Потребно беше да се растеретат двата моста кај Горна чаршија и кај Шарената џамија. Затоа овој мост по неговата изградба ќе биде наменет и за пешаци, но и за сообраќај со автомобили, вели Хусеин Демири од секторот за сообраќај. Мостот е модерен мост, значи нов мост, бетонски мост. Димензиите на мостот се 15 метри, мостот е долг, должината на мостот е 15 метри, широчината на мостот е 10,5 метри, што значи 6 метри за коли, значи за автомобили, и од двете страни по 2 метри тротоар имаме. Имавме еден застој на работите поради ниските температури и поради големата количина на водата. Меѓутоа, сега почнавме и се надевам дека со реализирањето на ова да го нарачам другиот дел на мостот, значи ова втората нога на мостот, после другите работи ќе одат полесно. Од секторот за сообраќај велат дека стариот мост кој бил оштетен во поплавата во 79 година не бил во состојба да се реконструира. Целата инвестиција е вредна над 9 милиони денари. Проектот го подготвил професор Кокаларов од Градежниот факултет од Скопје. За околу 4 месеци се очекува мостот да биде готов и пуштен во употреба.